Председателе, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, секој ден кога доаѓам на работа во Собраниево, секој ден кога доаѓам на работа во Собраниево се прашувам да не случајно вие СДСМ и ДУИ го имате купено во Собраниево со парите кои што ги рекетиравте и криминалот што го направивте, зашто така се однесувате кон нас пратениците, како да го имате купено и покрај тоа што ова собрание е на граѓаните на Република Македонија. Ние затворате вратата од салата за да не можеме да влеземе. Се заканувате дека пратеник нема да може да влезе еден месец на седница. Закажувате комисии, на тие комисии ни дневен ред изгласан, си работите по ваше, си носете закони исклучиво за ваши лични интереси. Кажете што е предлогот, Олга. Благодарам. Сега кажете што е предлогот, за да знам да ве следам. Да ве следам. Ке се повикам, молим? За да можам да ве следам, кажете што е предлогот конкретно. Да, сега ќе ви кажам. Ке се повикам на член 70 став 3 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, однос на дневниот ред, имам предлог, точка број 2 да се изземе и зошто тоа е точката број 2, дополнување на предлог закон за животна средина. Иако во овој закон имаше Усвоивме друга точка 2, колешке. Имавме предлог некоја си точка да биде втора, а тоа ви беше точка. Сега ќе ви полека. Точката за животна средина да се точка 6 ја усвоив. Ама усвоивме, веќе тоа е усвоено да биде втора точка. Точка 6. Да. Да, не е изгласено. Иако во предлог на измените изгледа дека се менува мал број на членови, главно во делот на разладни уреди и апарати, стекнување на лиценци за експерти за животна средина и нивно полагање, сепак мислам дека овој цел закон бара поширока експертска анализа во делот на контаминираните подрачја и нивна ремедијација. Значи, предлагам овој закон да бидејќи бара широка експертска дебата, да можеме да донесеме квалитетен закон што ќе ја уреди оваа материја и конечно да се започне со вистинско, а не декларативно решение на овој исклучително голем, но и многу скап еколошки проблем. Се надевам дека ова ќе прифатите со оглед на тоа дека вие бевте борците за чист воздух. И благодарам.